беше реализирана првата обука на организацијата Правоматика, посветена на примената на Законот за јавни набавки. Темата беше посветена на постапувањето на Советот за јавни набавки и тоа низ призма на зголемување на ефикасноста во постапките за јавни набавки преку соодветно адресирање на барањата за добивање на согласност од Советот низ призма на сите измени и дополнувања. Оно што може да се апострофира е дека веќе се изнивелирани разликите меѓу договорните органи и Советот за јавни набавки во поглед на добивањето на согласностите од страна на Советот. Обуката изобилуваше со практични примери и анализа на конкретни ситуации кои што ги презентираа обучувачите, Борче Христов, председател на Советот за јавни набавки, и доктор Златко Алексов, член на Советот за јавни набавки. Оно што може да произлезе како излезна единица од оваа обука е дека веќе врз основа на координативниот состанок на Бирото за јавни набавки, Советот за јавни набавки и Државната комисија за одлучување по жалби за јавни набавки е дека не треба да се прави анализа на пазарот. Исто така напоменувам врз основа на излагањето на председателот на Советот за јавни набавки, господин Борче Христов, дека користењето на стандардните, дека правилникот, односно новиот правилник за користење на стандардните технички спецификации ќе биде објавен во службен весник следната недела. По поглед на условената согласност, исто така и таа беше предмет на елаборација на оваа активност, и една од излезните единици на оваа обука на организацијата Правоматика е дека всушност со поставување на минимум критериуми во техничките спецификации може да се постигне најдобра вредност за парите. Токму затоа, на 26 април, во хотелот Континентал, трговското друштво Правоматика ќе реализира следната активност посветена на Законот за јавни набавки, и тоа на тема препораки за постигнување на најдобра вредност за парите во постапката за јавни набавки преку соодветна примена на Законот за јавни набавки со осврт на обврската за задолжително користење на електронскиот систем за јавни набавки. Оваа обука е наменета како за договорните органи, така и за економските оператори, а во својство на презентери ќе се јават доктор Маре Богева-Мицовска и магистер Марија Јовановска, представник на Бирото за јавни набавки. Имајќи во вид колку е значајна трилатералната организациона поставеност на институциите кои што се надлежни за реализација на постапките за јавни набавки, во нашиот планер е позиционирано посебно советување, чиј термин ќе биде дополнително определен, а советувањето е на тема насоки за ефективно водење на постапката за јавни набавки низ призма на Бирото за јавни набавки, Советот за јавни набавки и Државната комисија за одлучување по жалби за јавни набавки. Во својство на презентери на ова советување ќе се јават Борче Христов, председател на Советот за јавни набавки, потоа Александар Аргировски, директор на Бирото за јавни набавки, и госпоѓа Маја Малахова, председател на Државната комисија за одлучување по жалби за јавни набавки. Во многу кус временски период ќе добиете нотификација кога точно ова советување ќе биде реализирано. Последна во оваа низа активности посветена на Законот за јавни набавки е посебна работилница која што ја планираме да биде реализирана на 29 септември во Скопје, во хотелот Континентал, на тема насоки за усогласување на ставовите на Советот за јавни набавки со стручните лица во корелација со примената на Законот за јавни набавки. Всушност, овие 4 активности, денес одржаната и 3 последователни активности посветени на Законот за јавни набавки, се всушност дел од проектните активности на организацијата Правоматика во делот Едукација, Правоматик ет јавни набавки, за што предвидовме посебен попус за сите учесници. Промотивниот пакет се состои 3
е еднакво на 4, односно за 3 учества на последователни активности од областа на јавните набавки, четвртото учество ви е без надоместок. И уште би требало да имате во вид дека членството во клубот Правоматика, кој функционира во рамките на организацијата Правоматика, овозможува цел спектар на бенефиции. Основната бенефиција на долг рок е тоа што материјалите од еднодневните и друг тип на советувања во делот на континуирана правна едукација ги добивате без надоместок за последните 3 месеци, што значи, ако се зачлените во клубот Правоматика, веќе на 4 април ќе ги добиете материјалите од активностите кои што се реализирани заклучно со 31 март, со тоа што на 1 април, не е априлска шега, почнува виолетовото 3-месечје на организацијата Правоматика, која подразбира дека од 1 април до 30 јуни ќе имате можност, доколку сте член на клубот Правоматика, сите активности, без разлика дали се еднодневни, дводневни или повеќе дневни, да ги следите со 50% попуст, што значи дека за едно советување, наместо да платите 3500 денари плюс ДДВ, што е редовна цена за активностите, ќе можете да ги следите советувањата по цена од 1750 денари плюс ДДВ, со тоа што ви напоменувам дека пакетот 3 е еднакво на 4 во делот за јавни набавки подразбира дека за цена од 5250 денари плюс ДДВ ќе можете да земете учество на 4 последователни активности посветени на Законот за јавни набавки. Но во нашиот фокус на интерес не е само Законот за јавни набавки, туку цел спектар на закони на кои ги фокусираме нашите активности.